Денешната пресконференција министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски ја започна со тоа што акцентираше дека третиот пакет економски мерки ќе овозможат опоравување на македонската економија, вклучително и земјоделството како сектор кој има значаен дел од истата. Министерот Димковски додаде дека после стабилизација на корона кризата треба да се подготви земјоделството за нов развој. Во периодот што следува, за земјоделците е важно да имаат рентабилно земјоделско производство, помали производствени трошоци, а поголеми приходи. Затоа го зголемивме покривањето на трошоците за набавка на зелена нафта од досегашните 30 на 50%. Со ова мерка ќе бидат опфатени 50.000 земјоделци, а вредноста во пари изнесува 4,6 милиони евра. И покрај настанатата вонредна состојба поради COVID-19, активностите и инвестициите во земјоделскиот сектор, кои што треба да ја покрене економијата, не може да застанат и треба да продолжат. Овој период во агросекторот се неопходни средства за да се обезбеди континуитет на производството. Поради оваа причина обезбедуваме поддршка од 5 милиони евра, додаде министерот. Преку поволни кредити од Развојната банка на Северна Македонија. Се работи за веќе постоечка редовна кредитна линија, за која што сега се подобрија и олеснија кредитните услови. Конкретно, се зголеми максималниот износ на кредити од досегашни 300.000 евра на 500.000 евра. Рокот за отплата на кредитот е зголемен на 24 месеци за кредити за обртни средства, односно 10 години за кредити на основни средства. Кредитите се со фиксна, поволна каматна стапка од 2%. За овие кредити се подобрени услови. Може да аплицираат микро, мали и средни предпријатија кои вршат примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи, извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки. Со следната мерка се воведува поддршка за семејниот агробизнис преку финансирање на стартап семејни винари и фарми. Со оваа мерка има можност за отворање на грантови од 10.000 евра. За користење на овие грантови, земјоделците ќе треба да се регистрираат согласно еден од трите правилници. И тоа правилник за мали винарии во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, правилниците за флексибилност за производи од животинско и растително потекло во Агенцијата за храна и ветерина. Грантовите, освен за вино, млеко и месни производи, наменети се и за производство на нетрадиционални производи, како што се ароматични, лековити и зачински билки. За оваа мерка вкупно предвидени се 3 милиони евра од буџетот на МЗШВ. Со овие грантови им овозможуваме на малите семејни бизниси да придонесат во земјоделското производство и да ги пласираат своите производи. Димковски посочи дека подеднаква важност во земјоделското производство имаат и пасиштата. За таа цел овозможуваме издавање на пасишта на долгорочен закуп. На овој начин сточарите им се става на располагање околу 500.000 хектари под пасиште за напасување на добитокот, ќе имаат стабилност во производство и можност за користење на субвенции за одржување на пасишта.